Како да станеш популарен? Еј, ти! Да, ти! Дали ти се смачи од немање публика? Дали правиш видеа 24/7, а забиваш молиш по Facebook групи? Епа веќе не. Со гениалното откритие на 5, за секунда ќе имаш публика колку сакаш. Секако, треба да го следиш методот чекор по чекор, инаку ќе дое бабата и со сукалото. Чекор 1. Снимај маншит. Направи едно видео кај што ставаш коцкички наоколу, покопај малце и потепај чудовишта и толку. Ни случајно да ти текне да го едиташ. Ова е многу важно. Штом завршиш со снимање на Бандикам, веднаш прикачи го на YouTube. И не се секирај, ако некој ти каже да престанеш да снимаш майншит, ти да му кажеш дека врвни школи во светот ја прифатиле како основен предмет. Затоа што знаат дека ако ги примените техниките во реалниот живот, ќе бидете најбезбедните дечиња во светот. Чекор 2. Снимај го најтешкиот челендж. Како на пример, пи вода челендж. Исто така, снимај од Nokia телефон за видеото да ти трае 30 секунди. А и случајно ти падне телефонот, не се секирај, тој ќе биде здрав и жив како дрен. Чекор 3. Снимај реалистична тепачка. Собери си другарчиња, но гледа да се помали од тебе 3 години. И почнете да се тепате, но никако да се чепнете меѓу себе. Најбезбедно е да пафтате со рацете во воздух, за после мама да не ве кара. Еве еден пример. Нема, абе дај не се нема. Ќе те кажам на пратки. Нема. Дај нека. Нема. Ќе те кажам на пратки. Дај нека. Што го дираш, Марија? Што го дираш? Ќе го дираш. Што дираш? И тоа е тоа. Честитки, good job. Ти си сега еден од најголемите јутубери во Македонија. Можеби ќе имаш дизлайкови или ќе те заебаваат во школа, но не се заблагодарувај на мене. Заблагодари се на fucking јутубот, што 90% се дечиња што не знаат уште како да се бришат. Абе Рахитис, денеска 90 субс добив.